Здраво на сите и добрододовте во првото видео на мојот YouTube канал од ваков карактер. До сега овој канал служеше за мои настапи, песни, некои мои песни, интервјуа и се што е поврзано со музичкиот дел од мојот живот. Меѓутоа, одлучив да не остане само на тоа, туку да се дружиме на оваа платформа и во поинакви изданија, односно да ви снимам влогови и да видите како изгледа моето секојдневие. Тоа почнав да го правам за TikTok, меѓутоа сватив дека видеата за TikTok ми се многу кратки за се она што сакам да го споделам, а и сватив дека многу од вас ми барате да снимам подолги видеа за YouTube, затоа што ви се допаѓа содржината едноставно. Реално нема многу македонки кои што снимаат за YouTube. Постојано следиме некои балкански и странски влогови и видеа од ваков карактер. Се надам дека ќе створиме една убава заедница со убава енергија и дека постојано ќе комуницираме. Ова прво видео е влог кој што трае прилика 2 недели. 2 недели за време на мојата испитна сесија во Солун. Сакав првото видео да биде малку полабово видео, без некоја посебна тема. Едноставно да ме запознаете, да видите што правам во животот, како балансирам помеѓу животот во Солун и животот во Скопје, односно помеѓу факултетот и музиката, и едноставно да ја опуштиме и спремиме атмосферата за поинтересни видеа. Се надам дека ќе уживате, стиснете subscribe и лайк на видеото, си како коментирате доколку имате некои било какви забелешки. И исто така морам да напоменам пред да го гледате видеото дека можно е во некои моменти звукот да е лош. Меѓутоа ова е да речам пробен влог. Не знаев точно како се одвиваат некои работи, затоа ми требаше да снимам нешто за да знам што треба да подобрам. Оставете ми мислење во коментар и се гледаме во Солун. Ајде се јавам малку и во влогот на YouTube. Доста од времето снимам за TikTok видеа и за вамо и за тамо во двата формати. Не ми е се уште рутина снимањето за YouTube, а за TikTok веќе сум во шема колку толку. А денеска е сабота, одно во теретана моментално. Завршив со моите први два испити. Главните причини зашто го почнав овој влог пред летото е затоа што во лето ми следуваат многу интересни патувања кои што сакам да ги снимам, така да морам да имам некоја си подлога пред тоа и воопшто за оние кои што не ме знаат да ме запознаат и да сватат што правам во животот. Иако морам да кажам дека мојот живот од ден за ден е различен. Живеам во Солун, односно студирам тука. И живеам ваму таму, зависи од периодот, и во Скопје и во Солун. Ова е старото пристаниште, ако добро знам, а теретаната е ова цело. Want to renew for June, City College? Нема многу гужва колку што гледам сега, така да лабаво е. Проедов мен, супер. Едов инаку со другарка, чекам уште една да дојде. Нема никој, срекна сум. Супер. Тука имаат како овакви подлоги. Загревам и да одберам да видам што ќе правам денес од тренизите што ги имам. Завршив и тренингот беше многу кардио, повеќе од што очекував и горен дел, уште да се истегнам и одам дома да се средам и да јадам, зашто уште не сум доручкувана, а е скоро 2. Си одам и ќе излезам пак, зашто треба да направам еден проект групен за во понеделник. Средена, спремна, нема време за да доручкувам, така да грчки јогурт во рака не можам да отворам сега. Ќе го излезам по пат, затоа што не сакам да доцнам. Почнам сезона на шорцеви и мислам дека армерки веќе нема да облечам до септември-октомври. Не останавме многу долго, затоа што само поделивме што ми се задолженијата со групата, а ќе работам дома сама во мир и тишина. Сега ќе одам до маркета, пазарам нешто за ручек, претпоставам дека пилешко ќе си купам. Идам да намалам количината на храна која што ја внесувам, затоа што се осеќам многу пубаво во секој аспект. Пред се, не ми е тешко и не се прејадувам. Второ, знам дека здраво јадам и дека телото ми се храни како што треба. И трето, ми предонесува на изгледот, што исто така многу ми влие на моето ментално здравје. Иако не сакам тоа да биде така, сепак ми значи. Готовките за ручек се во тек. Се спремам јадење за утре, затоа што не сакам да трошам време на готвење многу. Така што на менито за денес и утре имам пилешко.
бев излезена, ама сега се враќам, не седев нешто многу долго, околу 1 сат. Тука во 1 сат изгледа како да е, не знам, 8-9. Толку е жив градот навечер, посебно за викенд. Посебно во делот кај Лададика, каде што има ресторани, клубови, барови, кафичи, се што ќе ви текне буквално. Бев со другарите од Македонија, малку да зборам македонски, затоа што во последно време цело време излегувам со другарките што ми се од Арменија и постојано зборувам на англиски и ми фали од време на време на македонски да зборам. Иако многу си ги сакам другарките од Арменија, баш ми се светски. И до година се селат во мојата зграда. Така што ќе се видиме кумши. Имам многу големи очекувања за наредната година, затоа што знам плюс други луѓе што доаѓаат да видат прва година на факултетот. Вообичаено одам по скали, затоа што не сум многу високо. Ама и често се водам со лифт само за да се сликам. Нов ден, одам да се најдам со другарка. Ќе го доправам проектот вчера, мислам јас сум готова. Таа треба да го доврши нејзиниот дел. Завршивме со проектот и дојдовме покрај море во Лимани. Зачудена сум како нема многу гужва со оглед на тоа што е недела, ама веројатно и грците одат по краците на плажа. Смути некоја појма немам, ќе пробаме. Зашто не ми стои телефонот? Одлично е, многу освежувачки. Се прашав зашто е градот волку празен и ми текна уствари дека утре имаат некој неработен ден, не знам, празник некој. Сигурно си имаат споено и они продолжен викенд. Тоест не утре, утре е недела. Не, денес е недела. Да, утре е понеделник, утре има неработниот ден. Погодата кој пак излезе. Седнавме во еден интересен бар покрај море со Лилит и Милена. Мислам дека никогаш не сум ги кажала нивните имиња. I'm always referring to you as the Armenian girls. They should know who you are. Добро утро, добар ден. За кого како? На мене ми е јутро и ден. Одам во теретана. Денес е понеделник. Немам никакви обврски, освен да одам во теретана и да учам деновиве. Едва се движам, едва дишам. Јас се средив и одморив и сега ќе излезам и ќе одам во караван, кај што бев вчера. Едноставно дома не можам да се надарам да учам, затоа што цело време лежам и седам на телефон, гледам TikTok и глупости. Кога сум некаде надвор на такви места, поефективна сум, зашто не знам, сите околу мене тоа го прават и ја морам да учам. Затоа и одам во библиотека, зашто таква атмосферата таму, нема што да правиш освен да учиш, но денес не работи библиотеката, затоа ќе одам пак во караван. Добро утро. Многу ми е тешко во утро, грлото ме боли. Ми попушти имунитетот. Одам во библиотека да учам, веројатно тама ќе бидам цел ден. Колку неочекувано се одвива овој ден. Јас сум на плажа во Переа. Значи, јас не очекував дека ќе бидам тука сега, на една другарка што е од Солун. Имаше роден ден вчера и не покани неколку девојчиња да одиме да, не знам, да седнеме некаде по тој повод и еве моментално идеме. Ручавме сега тука и ќе си одиме назад за Солун, да пиеме таму кафе и да продолжам со учење и веројатно ќе одам во теретана вечер. Еве ме повторно да ви се јавам денес. Леле, секој пат го обожавам ова светло тука, многу ми се допаѓа. Значи, накратко да сумирам што се случуваше денес. Станав многу уморно и толку немав некако желба за денов
Не знам, затоа што вчера ми беше многу лошо. Како и да отидовме во Переја, седевме во една таверна и потоа отидовме да пиеме кафенце на едно место кај што она има работено претходно. И она ни правеше кафе, исто пак убаво си проедовме. Она не возеше, зашто од тука од Солун и интересно беше доста. И како што не остави со другата другарка, бевме по продавниците што на нејзе и требаше нешто. И плюс иземав SPF и крема за лице што зборам дека ми треба една недела. И сега е скоро 8, а сакам да одам во теретана. Морам да се придржувам на моите цели, кои што си ги зададов за пред лето и за лето и воопшто во целиот живот. Не треба да се храниме здраво и да вежбаме само пред лето, тоа мора да се нагласи. Уште немам одлучено дали дома кај мене или во таа што ми е надвор. Тоа треба да видам дали ме мрзи да одам до таму или не. Верували или не, одам во теретаната Alter Life што ми е надвор од зграда. Да беше зима сега, немаше шанси да излезам. Ама бидејќи е лето и денот трае буквално скоро до 10, некако ми се гледа не знам окей да одам во теретана во 8:30. Секако не си легнала пред 3 последниве 10 дена. Многу ми е зезнат биоритамот, ама тоа е што да правам. На пола од тренингот иначе премногу гужва има, не ми се ни вежба. Многу сум среќна што дојдов искрено и зашто не одлучив да бидам мрзичка. Еве ви на сите потик кои што седите дома, ако имате време денеска да извежбате, извежбајте. После секој тренинг се осеќам многу побаво во било каков аспект и психички и физички. Сега нема шанси да заспиам во наредите 5 сати колку што знам. Така да ќе јадам, ќе учам и ќе искулирам малце на крај, како и секоја вечер. Моментално е 10. Hello! Еве ме мене пак. Денес е четврток, одам на библиотека. Земав денес кафе од Coffee Island. Ке решавам задачи денеска. Утре полагам сметководство инако. Топ 3 омилени предмети од прва година. Интересно ми е. Дефинитивно сум спремна, ама ајде да бидам поспремна. После 5 сати мислам дека е време да одам дома и да јадам. Проедов се, решав задачи. Ке решам пак дома и утре. Мислам дека ќе бидам спремна. Добро утро. Се брзам многу затоа што ова е најкасно до сега што сум излегла за испит. Затоа што вчера имав таква неслоница, до 5 и нешто не можев да заспиам, не знам што се случуваше со мене. Со оглед на тоа што полагам во 2, реков ќе го продолжам спиењето. Подобро е покасно да станам и да имам помалку време за повтарање, отколку да станам порано и изморена да речевам. Сега е 12:45, ќе видиме што ќе биде. Инаку, денес си одам во Македонија, после месец дена. Ке се вратам пак за последниот испит тука, ама морам да одам назад затоа што имам настапи. До ручек инаку. Земав и кафенце и сега чекам лифт. Одам во библиотека и имам околу... Тоест имам точно 1 сат, ама ќе се спремам околу 40 минути, мислам ќе повтарам. Пројдов ли си цел материјал? 1:40. Одам да ќе учим, а така што ќе полагам. Се надам дека ќе биде добро. Што знам. Али мислам дека знам, ќе видиме остваре, не знам. Ќе видиме. Ајде назад. Готово. Се надеваме на најдобрите резултати. Одам сега да се пакувам. Не сум се пакувала многу време. Заборавив како изгледа тој процес. Пред 1 месец од прилика си одев буквално секој викенд и мислам дека повеќе патував отколку што седев на едно место. Сега тргнав за Скопје конечно, се спакував, заедно прилика 2,5 часа сум назад после месец дена. Ми сакал да биде дел од влогот, така што еве сега ќе ве поздрави. Здраво! Само да ве поздравам дека сум стигната и дека веднаш и се спремив да излезам. И сега ми текна дека сега ме разбираат луѓето што зборам околу мене. Не можам толку лесно да влогувам. Мислам не дека не можам, ама малку ми е непријатно вака кога зборам, кога сум во јавност некаде. Ќе ми треба време да се пресремам да снимам во Скопје. Во Грција буквално онака си зборам се најкомотно на целиот свет и сите ме гледаат. Ко ова е странка некоја си снима нешто. А тука не баш така, ама добро. Ќе одам вечер на едно интересно место, на коктели. Искрено, Скопје не ми фалеш, ама ми фалеа луѓето тука. Не знам дали се слуша тоа што го збориш. Сигурно. Мислиш? Не знам усвари дали ќе го снамува, помера. Не знам. Не знам што да кажам, ама и сака да се јавам во влогот.
Да ви се јавам во влогот. Сега моментално чекам за да направам тонска проба, малку сум порано дојдена на настанот. Драги мои, наскоро настапувам јас. Се гледаме со сите вас на сцена. Многу добри вибрации. Можеме да? Заврши настапот. Морам да кажам дека преубаво си поминав и навистина ми е многу драго што се дружам со сите вас. И сега излегов да го искористам последниот ден во Скопје, зашто утре си одам пак во Солун. Добро утро, денес е недела, а јас само што се спремив, затоа што имам уште еден настап за многу брзо време, за 15 на минути ќе излезам. И си одам вечер, или не знам уствари во колку саат си одам, треба да се договорам со еден другар со кој што ќе си одиме заедно. Многу брзо ми пројде викендов тука, мислам уште не е готово, нели, ама прелета деновиве за тоа што имам доста обврски. Испитот што ми е за утре, офлеле, само 2 лекции имам проедено. Утре морам да седам дома цел ден да не излезам и да ги решам сите задачи, зашто нема да си дозволам на омилениот предмет да кикснам на крај. Тешко е некогаш да се балансираат повеќе работи, но се што се сака се може и се мора. Немам право да се жалам. Собрав некако сили, едва и станав со бајлево, затоа што вчера многу досно си легнав. Сум тука на наредниот настап, чекам да дојде мојот ред. Многу ми е драго што и тука успеавте да ме најдете некој од вас да се сликаме и ветерот ми ја однесе косата. Еве ме повторно дома, ама ако се среди ја тргнав пак шминката, мислам имам само римел. И сега малку ќе земам да учам, не знам кога ќе можам. Трегам денеска околу 6 часот за Солун и че немам концентрација да учам. Значи, ми се седи со мој да ми се прави муабет, не можам да отидам во соба да учам. Телефонот го фаќам на 3 секунди и морам да ставам, се снима со него за да не го фаќам и ќе ставам таймлепс како учам. Јас тргна веќе, сега застанавте на бензинска и така ме чека цел пат пред мене. Јас се вратив во Солун. Секој пат првите 15-20 минути, пола саат, од која ќе се вратам и се малку депресивни. До сега сум била со моите, со луѓе, и денешка сам. Иако не дека не сакам да сум сама, мислам, си го сакам своето слободно време и времето за себе, ама знаете, и утре одам во библиотека да се стегнам. Ми фалеше да си ги правам влоговите тука. Си го сакам едноставно овој живот тука премногу. Секој ден пијам и на чај слата, буквално, без утка. Секој ден. Последно доаѓање во библиотека за годинава за учење. Жал ми е. Искрено, последниот месец ми беше толку тука. Ми беше нека убава рутина баш. Кафенце, учење, како е тоа убава рутина, ама да, кафенце, учење. Другарките тука, сите се спремаме, не знам, интересно ми беше. Дечки, ја завршив еден бразински тренинг сега кај мене во теретана. Скоро 9 часот вечере. Верувале или не, одам на последниот испит. Испитот ми е до 3 сати. Одам да си земам кафенце сега и во библиотека, како што е редот. Со кафе до сит мораше да се заврши сезоната годината, како и да е со моето омилено кафе. Иако доста смени во последниот период, како и да е, да сит си е, да сит. Имам уште 25 минути до испитот, сега ќе оставам се, затворам. Полагам нос ми спрат во една глупа учено, што не ја сакам многу. Ама не ми мејам, искрено. Па луѓе, тоа е тоа. Прва година официјално завршена. Супер предов на испитов. Задоволна сум доста, ќе видиме нели резултати и се, ама помина, тоа е што е. Живот без испити различен. И јас сум спакувана. Ова е крајот на ова видео, најверојатно. Си одам од Солун. Успешно се заврши првата година од факултет и воедно еден од најубавите периоди во мојот живот. Многу ме е жал што си одам, затоа што тука ми е навистина преубаво. Убаво и во Скопје, така што ќе се навикнам брзо.
Вчера не ви снимав ништо специјално затоа што чистев буквално цел ден. Разум да влезам во несредено и неисчистено место, спремно за наредниот пат. И се пакував да не заборавам нешто што ќе ми треба за Скопје. Повторно назад во Македонија. Мислам, уште не сум влезена, уште немам помината граница, ама за многу кратко.